Поголем број од земјоделците во регионот се загрижени од присуството на ниските температури, посебно во ноќните и утринските часови. Сепак тие нема негативно да влијаат врз есенските житни култури, туку напротив ќе создадат услови за појава на поголема влага во почвата. За ова агростручњаците истакнуваат. Поред најавите на метеоролозите се очекуваат и температури до минус 17 во некои одредени предели, а секако и земјоделците ќе се интересираат како би влијаеле тие температури врз развојот на нивните претежно житни култури, кои што во моментот напредуваат добро, би рекол, затоа што има една снежна покривка која што е еден изолатор добар и која што понатаму ќе биде благопријатна и за зголемување на влагата во почвата. Значи, температури кои што се негативни, односно делуваат штетно врз растот и развојот на житните култури, пред се на јачменот, се температури кои што би биле пониски од минус 12 степени, меѓутоа јачменот мрзне веќе на минус 13, значи ќе направи штети, ќе дојде до проредување на склопот на посевот и понатаму сето тоа ќе влијае и врз приносот. Меѓутоа во моментов, онаму каде што има и снежна, минимална, макар и минимална снежна покривка, во Кочани и Кочанско не се забележени такви температури, така што производителите можат да бидат мирни од тој аспект. Тоа е што се однесува до житните култури, додека пченицата, би рекол, издржува и многу пониски температури, така да може да бидат безбедни овде производителите. Што се однесува до овошните култури и виновата лоза, тие се уште поотпорни на уште пониски температури. Во моментов немаме такви опасности. Би рекол дека и до крајот на зимата не би требало да очекуваме температури, затоа што тие издржуваат и минус 17, 20, дури 24, минус 24 под нулата, што предпоставувам дека не би имало такви температури. Поопасни биле температурите понатаму во развојот на, поточно во време на цветање и во време на заврзување на плодовите. Тогаш и минимални температури од минус 1 или температури од околу нулата би биле штетни врз развојот на овошките, пред се оние кои што се порани овошки, како што е кајсијата, да речеме, неколку години уназад и трпеа прилично штети од овие ниски температури. За заштита на посебите од ниски температури, агростручњаците препорачуваат примена на совети кои може да се добијат од стручни лица.